Почитувани медиуми, почитувани граѓани, правиме чекор напред кон достоинствен пристап до инвитро оплодувањето. Чекор кон здравство што не исклучува, здравство посветено на секој од нас. Со измените на Законот за здравствено осигурување храбро се исправаме пред еден длабок, личен, често тивок, но болен проблем – неплодноста. Зборуваме за надеж, за живот и за семејство. Од сега до 6 обиди за инвитро оплодување ќе бидат покриени од Фондот за здравствено осигурување, нешто што досега беше незамисливо за многу семејства. Законските измени, предложени од страна на парламентарното мнозинство, отвораат ново поглавје за илјадници граѓани кои со години се борат со неплодноста. Предходно, само првите 3 обиди за инвитро беа покривани од државата, но реалноста покажува дека често се потребни повеќе. Медицината не е универзална формула, таа е индивидуален пат. И ние како држава мораме да го препознаеме тоа. Проширување на бројот на обиди за инвитро од 3 на 6, покриени од фондот. Вклучување на различни типови на БПО процедури, вклучително и со собствени, односно автологни репродуктивни клетки, како и со донорски, алогенеични ембриони, јајце клетки или сперма. Се воведува и поедноставува електронската процедура за поднесување барање, подобар административен и професионален надзор со скратување на времето за одлучување од страна на фондот и јасна жалбена постапка. Македонија застанува рамо до рамо со европските земји кои го признаваат правото на родителство како фундаментално човеково право. Воведуваме јасно финансирање наместо катастрофални трошоци за граѓаните и ја симнуваме стигмата од оваа тема. Ова е реформа што враќа надеж. Ова е реформа што раѓа живот. Како пратеник, горда сум што стојам за ваква политика. ВМРО ДПМН ќе продолжи со вакви храбри чекори. Ви благодарам.